Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. И во ова видео повторно ќе зборувам за содржините од најновата книга на авторката Шефалица Бари, Родителска карта. И во ова видео ќе зборувам за неколку практични вежби кои што Шефали ги има дадено во чекорот број 5 од втората фаза. И кој што навистина овие вежби се однесуваат на овој чекор кој што е насловен родители напуштете го комплексот на спасител во однос со вашите деца. Имено ние секој ден како родители ни се дава шанса да можеме да одиме по сопствениот пат заедно напоредно со патот на нашите деца, значи со животниот пат на нашите деца, наместо постојано да им се испречуваме испред нивниот пат, и полесно можеме да го оствариме ова нешто кога ние сме стабилни, кога сме приземјени како родители, едноставно кога имаме едно цврсто, самозајакнато чувство за вредност. Меѓутоа, ако ние како родители тоа чувство на вредност го градиме или пак го билдаме од идентитетот на нашите деца, тогаш ние не можеме да се ослободиме од улогата да бидеме нивен спасител, секогаш да притучуваме кога имаат проблеми нашите деца, ние да ги решаваме место нив, а улогата, значи, на свесниот родител која е? Улогата на свесниот родител е како родители во односот со нашите деца ние да не го даваме постојано нашето мислење, да не едноставно проповедаме на нашите деца, ниту пак да се прикажуваме како нивни спасители, како нивни богови. Туку целта на свесниот родител која е? Да излезат децата од своето детство со свои собствени ставови, со свои собствени мислења, со свои собствени лидерски способности. Значи, затоа што секој човек сака на некој начин да си го води својот пат, да си носи одлуки во тој пат, животен пат, да може да се чувствува самостојно и моќно при носењето на тие одлуки, а исто така и децата. Значи, и децата сака да си има свој собствен пат, сакаат тие да си прават собствени избори во својот живот, да си се подредат на своето внатрешно знаење. Меѓутоа, ние како родители сме тие кои што треба да внимаваме уште од најмала возраст со нашите деца да создаваме такви можности во кои што ќе можеме да им ја вратиме моќта на нашите деца. Та дава пример уште од најмала возраст, например, кога децата се мали, кога им дозволуваме да може да си ги изберат чорапите, може да си изберат некој парче одблека, може да си изберат чевличките, може да си го изберат приборот за храна, со кој што сакат да се хранат. Или пак кога ќе подпораснат да можат да си ги изберат состојките кои што сакаат да ги јадат, или да помогнат во кујната, нешто да донесат, нешто да спремат, да го изберат неделниот филм кој што сакаат да го гледат заедно со нас. Значи, ние како родители да влеземе во една креативна состојба и на таков начин да ја предадеме одговорноста на децата. Значи, тие да можат на тој начин да си го слушаат својот внатрешен глас. Многу родители и протестирале кај на Шефали, ама моето дете постојано бара моје мислење, и одговорот и бил на Шефали: да, тие можат да прашуваат. Исто како што прашуваат дали мамо можам да го изедам и ова колаче кое што во суштина е 4-то поред или 5-то поред, но исто како што тогаш ние, значи, кога не му го даваме веднаш колачето, така и со одговорот. Значи, не му го даваме веднаш одговорот на нашите деца, затоа што на тој начин ние го заобиколуваме клучниот процес. А кој е тој процес? Процес што значи дека некогаш навистина потребно е децата сами да можат да бидат подложни да си ги откриваат своите собствени мислења за нештата.
значи, кога тие сами се учат да бараат одговори за она што не го знаат во својот собствен живот, тие тогаш вежбаат внатрешно знаење. Но ако ние како родители продолжиме да им го крадеме овој процес преку давање на готови одговори, ние само им правиме конфузија во нивното мозоче. Затоа што кога се разбира дека се уште тие додека се мали, децата немаат немаат тој развиен внатрешен GPRS. Меѓутоа, кога ќе подпораснат, тие можат, значи, да си го најдат тој внатрешен GPRS. Но ако ние постојано ги правиме децата зависни од нас, едноставно лесно децата да можат да се задоволуваат со лесни одговори кога ќе пораснат, тогаш децата многу лесно ќе ја даваат својата моќ на другите. И ова е нешто кое што треба да бидеме свесни за оваа тенденција на нашите деца. И секогаш кога е така, значи ние кога децата ни бараат одговори на нештата, ние нежно да ги враќаме кон нивната моќ. Значи, кога не прашуваат нешто децата, што да правиме? Наместо да влеземе во замката, веднаш да му даваме готови одговори, да му го даваме нашето мислење, ние можеме слободно, например, да му кажеме: еј, навистина, интересно прашање кое што ми го поставуваш. Но јас треба навистина да размислам за ова нешто, а и ти треба да размислиш за ова нешто. Ајде, обиди се. Размисли за ова прашање кое што ми го поставуваш. Можеш ли да си дадеш одговор? Меѓутоа, ако нашето дете во тој момент гледаме дека не може да го најде одговорот, многу подобро би било ние да го оставиме да си седи со непознатото, отколку ние да му го дадеме готовиот одговор. Меѓутоа, за да може ова нешто да го освестиме, за да се случи ова нешто, значи родителот да сака да го заобиколи тој процес на давање на готов одговор, мора тој да си ги постави овие прашања. Значи, овие се вежби во оваа насока, каде што родителот треба да го освести моментот да не трча веднаш да му дава готов одговор на своето дете, значи самото дете да почне да си го бара одговорот на прашањето и со тоа родителот да верува многу повеќе во своето дете. Значи, првото прашање е: како можам јас како родител да му дадам моќ на моето дете тоа да почне да ја вежба својата самостојност. Второ прашање: како да му покажам на моето дете да може тоа да си верува на собствениот глас? И трето прашање: како можам да излезам од лентата на моето дете, од животната лента на моето дете, и да си влезам во својата животна лента, а при тоа да му дозволам на моето дете да оди само по својата собствена животна патека. Таа дава неколку работи кои што можеме да му ги кажеме на нашето дете кога не го знае одговорот. Например, да му речеме: и јас не го знам одговорот. Ајде да се обидиме заедно да го побараме. Треба и јас да размислим. Меѓутоа, почни и ти самиот да размислуваш. Знам дека сакаш да ти го дадам веднаш одговорот, меѓутоа и ти треба да го побараш самиот за себе. Знаеш што е потребно? Потребно е да се слушаш самиот себе си. Се почесто. Значи, кога нешто не ти е јасно, почнувај сам да размислуваш. Слушај се само самиот себе си. Слушај се она што тебе ти доаѓа како одговор. Прави го ова почесто и ако го добиеш одговорот, тоа значи дека си успел. И така,
Шефали не запознава ни дава еден пример со една мајка и со една ќерка, кои што биле и tekako многу емоционално заплеткани една со друга. Тие постојано биле во контакт една со друга нон-стоп, преку телефон или преку пораки. И Шефали, како што пишува во книгата, сега може би ќе помислите дека станува збор за една млада мајка и за нејзината ќерка која што била во тинеџерските години, меѓутоа овде во суштина станува збор за една мајка која што била во доцните 50 години, а нејзината ќерка имала 30 години. И дошла мајката кај неа, почнала да разговара со Шефали, како тие постојано без прекин знаеле се една за друга, нон-стоп контактирале, едната знаела се за животот на другата и обратно. И Шефали вели дека до одредено ниво е добро мајката и ќерката да се поврзани, да се блиски, меѓутоа ова блискост и ова поврзана врска помеѓу мајката и ќерката не била здрава. Значи, ќерката зависела од својата мајка за секој совет, за секое мислење и се јавувала, дури и за голем број на работи кои што сама била во можност да си даде одговор на одредени прашања, и ниту пак пројавувала ќерката потреба да разговара со некои другарки нејзини, да побара мислење од своите врснички и така натаму. Меѓутоа, оваа заплетканост настанала и tekako многу голема и проблеми представувало на мајката, најмногу кога се случил разводот на нејзината ќерка, затоа што тоа нејзино искуство многу травматично го доживеала мајката, толку многу, затоа што била толку многу заплеткана во емоционалниот однос со својата ќерка. И таа ги трпела последиците, истите последици кои што ги трпела и нејзината ќерка. По 10 пати на ден си разменувале пораки и мајката не можела веќе да се фокусира на сопствениот живот, на работа, бидејќи таа била менаџер на еден познат продажен салон, правела грешки, постојано била расејана на работа и дошла кај Шефали да побара помош, да може да ја разреши таа состојба. И Шефали уште на почетокот, кога почнала, значи, да сака да ја деконструира нејзината заплетканост со ќерката, мајката веднаш почнала да дава силен отпор, давајќи изговори како ќерка ми има голема потреба од мене, од секогаш било така и никогаш нема да дозволам да бидам, значи да не бидам тука за моето дете, постојано ќе бидам тука за неа и во најтешките моменти. Меѓутоа, што спомнува овде Шефали во оваа врска меѓу мајката и ќерката, забележала како мајката Хелен уствари таа не можела да направи разлика помеѓу што значи на вистина да се биде тука како родител за своето дете, наспроти микроменаџирањето на целиот живот на својата ќерка. Шефали дури и објаснувала како ова ниво на заплетканост представувало една голема фузија, значи се претворала во една голема фузија меѓу мајката и ќерката и предизвикувало огромен стрес и за мајката и за ќерката. Меѓутоа, што зборува Шефали овде? Зборува како ова мајка едноставно не сакала да ја слуша. И во ваквите моменти им објаснува на родителите, кога родителите толку многу се спојуваат и се заплеткуваат со своите деца до еден преголем степен, обидувајќи тие да ги спасат од самите себе децата, родителот не е во состојба да може да создаде зајакнување кај детето, не е во состојба да создаде отпорност кај своето дете. Напротив, родителот го намалува внатрешното чувство за вредност, за отпорност, за самозајакнување кај детето. Меѓутоа,
Шефали гледала како ова мајка и те како упорно тоа не го забележувала. Упорна била да остане во идентитетот на спасител за своето дете. Меѓутоа, правејќи го ова, Шефали објаснува како ние ги инвалидизираме децата, кога премногу дозволуваме тие да зависат од нас, во моментите кога тие во суштина се целосно способни да можат тие самите да се справат со предизвиците во својот живот. Но мајката упорно се бунела, изборувала на Шефали. Мојата ќерка постојано ми се јавува на телефон. Мојата ќерка постојано ми ги кажува моите проблеми. Мојата ќерка постојано мене ми бара помош. Но Шефали што ја одговорила? Тоа не е важно. Важно е дали ти како родител ја дозволуваш таа зависност да продолжи. Ти можеш едноставно да си го слушаш своето дете, без да му даваш совети. И особено ова го спомнува за родителите кога децата се во тинејџерските години, кога ние им даваме тогаш совети без разлика дали ги бараат или дали не ги бараат од нас. Ние ги усакатуваме нашите деца, ги инвалидизираме. Наместо да ги водиме кон сопственото знаење, ние ги потикнуваме децата да ја заобиколат вистинската борба која што треба тие да ја поминат за да можат да дојдат до сопствените одговори. Затоа што оваа борба е клучна за нивниот развој, за да станат самозајакнати, здрави, одлучни, отпорни деца. Шефали упорно ја советувала мајката, мајката се викала Хелен. Хелен, ти и ја кратиш способноста на твојата ќерка да може да си го развива своето собствено знаење. Како не можеш тоа да го увидиш? Но мајката упорно се борела тоа нешто да го прифати. Не сакала да го види. Не сакала да го види својот собствен удел во динамиката. Постојано префрлала на Шефали како незината ќерка била виновна за сето тоа, одбивајќи да си ја види својата собствена одговорност во кокреацијата со незината ќерка. И Шефали во својата книга објаснувала како ова мајка била една од ретките клиенти која што едноставно одбивала да се промени. И Шефали во својата книга пишува: посакувам да можам да ги воздигнам чудата на моите убедувачки способности до небо, едноставно за да може мајката да ги прекине овие шаблони на однесување. Но доколку би го кажала тоа, само би напишала една голема лага. Подобро е да ја кажам вистината и ви ја кажувам оваа вистина, за да можете на вистина родители да се огледате, да видите некогаш колку е тешко за родителот овие шеми, овие образи да може да ги прекини. И кога дошол крајот на сесите, кога видела и Шефали дека постојано одбива оваа мајка да се трансформира, да оди во насока, да се поврзе со своето дете, да може да биде вистинската мајка која што и е потребна со цел да ја прекине таа емоционална зависност една од друга, таа тогаш и рекла: твојата потреба да бидеш спасител за тебе е многу поважна отколку ти да сакаш да му дозволиш на твоето дете емоционално да порасне, емоционално да зајакне, затоа што сега најмногу му е потребно тоа. И се додека ти сама не решиш да си го видиш ова кај себе, за да можеш да си го зацелиш тоа малечко девојче во себе, кое што упорно се уште има потреба да се чувствува дека е потребна на некому, ти нема да можеш да го направиш тоа. Не ќе можеш сама да си помогнеш. Ниту пак јас ќе можам да ти помогнам.
И за жал, како што вели Шефали, Хелен била една од оние родители чишто идентитет бил толку многу обвиткан околу таа улога во која што навлегла да биде спасител за своето дете, што не можела да направи разлика помеѓу неја и помеѓу незиното дете. До толку била изгубена во глумењето на таа улога, спасувач, што најважно и било тоа, а не она низ која што незината ќерка поминувала и која што тогаш во тие моменти било најмногу потребно. Емоционална поддршка од својата мајка, емоционална разделување, за конечно да порасне и мајката, и ќерката. Но, како што велише Вали, кога ние како родители претеруваме со овие улоги на спасители, изигруваме богови за нашите деца, тогаш само ги дехуманизираме децата. Ги ограничуваме, им ги кратиме крилјата. Наместо ние да им дозволиме децата да можат да си веруваат во своето собствено заење, да си се вратат кон својата собствена суштина. И од секој родител зависи дали тој ќе најде начин како да му верува на своето дете, како да ја почитува неговата способност, дека тоа во суштина знае кој е тоа. И ова е итекако подарок кој што очајно го бараат нашите деца од нас. Но ние ако постојано се држиме до тој аманет, да влегуваме во улога на спасители, тоа само едно ќе зборува за нас како родители, дека поседуваме голем внатрешен недостаток, дека поседуваме огромен страв во нас и дека имаме голем сомнеш во себе. Затоа што децата се секогаш спремни да ги земат своите крилја, да почнат да летаат кон непознатото. Се разбира, на секое дете, соодветно на неговата возраст. Но потребно од наша страна е ние да останеме верни на својот собствен животен пат, да останеме верни на својата собствена животна лента и да им веруваме на децата дека и тие исто така знаат да се движат по нивната собствена лента, по нивната судбина, притоа верувајќи им дека е така и почитувајќи ја нивната судбина. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.